на него пред се му треба инвалидска количка за достоинствено да живее, значи да се движи самостојно. Таа е специфична затоа што треба да биде ултралесна, зашто тој нема сила во рацете, самостојно да движи обична количка што ја нудат во Македонија. Па таа е специфична и јас морав сама да набавам од Шведска од специализирана фирма. Таа чинеше 2000 евра. Второ што е од исклучително значење за неговиот здрав живот е вертикализаторот, справа за исправување, која што спречува намечување на внатрешни органи кои што може да доведат до инфекции, не да е Боже и до смрт. Па спречување на контрактури, таа кошта 3000 евра, таа ја набавивме од Хрватска. Клучна исто исправата тоест асистентот за искашлување, коф асист, тој ги одржува во живот, значи плуќата е орган кој што не држи во живот, а кај нив плуќата е засегната многу од пневмонии и настинки и со слаба мускулатура само оди во регрес. И тоа е уствари најголемата опасност. Пневмонијата предизвикува смрт кај овие пациенти. Храната која што треба да ја прима е доста скапа и треба да ја зема преку Министерството за здравство, меѓутоа веќе година дена сами се справуваме со тој проблем и самите лично набавуваме од странство. Сега за сега некако успеваме да се снајдеме, меѓутоа не знам до кога вака ќе успееме да ја набавуваме храната. Па месечно 500 до 600 евра, во зависност од возраста на детето. Многу години не ја добиваме од државата, не се покрива лекувањето за оваа болест, како и за останатите, како што слушнавме денес. Меѓутоа, јас како родител имав акции за собирање средства, потоа има поддршка од организацијата во која што работам и се снаоѓам, затоа што најважно ми е моето дете да живее колку толку нормален живот и да може да екзистираме. Баравме рефундација пред 4-5 години, бевме одбиени по сите нивоа, и од фондот и од комисијата тамо и до управен суд поднесувавме жалби, меѓутоа за жал сите одговори беа негативни. Не сме отишле само на онаа крајна инстанца, дека ни е повредено правото, односно сме дискриминирани од тој аспект во оваа држава, бидејќи според нашиот устав сите имаме еднакви права и за социјална и за здравствена заштита во нашата држава, меѓутоа, еве во вакви случаеви се докажува дека не е тоа возможно. Оваа година од страна на Министерството само што слушнавме добрите вест дека едно девојче Согоше ќе се лекува на товар на Министерството со интервентен увоз на лекови, затоа што не е потребно веднаш да се лечи, затоа што слезината е толку голема што ќе мора да ја извадат, а ако ја извадат, во тој случај би било покомплицирано закрепнувањето на девојчето, така да тоа ќе биде почеток во оваа година. My goal really with Vesna's group is to raise awareness to doctors and nurses and different NGOs that may be able to contribute to her medical cause and let everyone know in Macedonia that there is this need, that there are people here, 20 people or more with a rare disease.